Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Во денешната емисија ќе зборуваме за туморите во мозокот. Дали тие даваат одреден карактеристичен симптом, на кој начин се диагностицира болеста и кои се можностите за лекување во зависност од местоположбата на туморот, ќе ни појасни професор доктор Томика Миловски, неврохирург од Универзитетската клиника за неврохирургија. Македонската модна блогерка и инфлуенсерка Александра Шијаковска на 29 години мораше да се избори со една тешка животна битка, а тоа е туморот во мозокот. Вели дека животот и дал втора шанса, но кога првпат забележала дека има некаков здравствен проблем, ќе ни појасни во денешната емисија. Останете на Телма, следува блок реклами, пошто ќе го погледнете и разговорот во студиото. Македонската модна блогерка и инфлуенсерка Александра Шијаковска мина низ вистинска голгота со здравието. Таа во денешната Телма амбуланта отворено и емотивно раскажува за незината борба со туморот во мозокот. Диагноза што ја доби сосема неочекувано. Мина низ неколку хируршки зафати, компликации, но вели дека низ сето ова излезе посилна од она што била. Својата приказна ја раскажува од Битола. Најпрво да ги поздравам сите гледачи на Телма, да се заблагодарам на поканата на Марија. Имаше известен период каде што година и пол не сакав да гостувам по телевизии и не бев некако спремна. Марија ме погоди во таков момент да сакам да гостувам во емисијата. Така што да се представам прво за тие што не ме знаат, јас сум Александра Шијаковска. Сите ме знаат како моден блогер, инфлуенсер, од пред година и пол ме знаат и како Александра, која успешно го преживеа туморот на мозокот и има една успешна приказна за раскажување пред пошироката јавност која ја следи. За жал не сум човек кој оди редовно на прегледи, што е многу погрешно и веќе нема да го практикувам никогаш во животот, затоа што ако јас не направев магнетна снимка на главата, немаше никогаш да знам дека имам тумор и немаше да може да се спречи на време и ќе беше веќе касно. Имено јас пред година, пред да дознам дека имам тумор, направив собраќајка. Во собраќајката дојде до неколку пати удирање на главата. За среќа немаше никој повреден. Излегов со само една гребнатинка, но после собраќајката имав некои кратки главоболки, чкрипења. И тоа се случуваше, беше неколку секунди. Кога ќе ја кренам главата горе да зјам нешто од погорно место или кога ќе легнам на левата страна на главата навечер. И тоа не беше главоболка, туку беше чкрипење во главата и траеше неколку секунди. Не обрнав многу внимание, затоа што кога ќе сменев положбата од другата страна, веќе не ме болеше ништо и немав ни чкрипење ни главоболка. Не беше нешто многу силно и неиздржливо за да преземам нешто, но беше чудно и невообичаено. Така поминаа 9 месеци, пријателите, Едмон сите гледаа дека не е нешто во ред со мене, дека имам почести главоболки и невообичаени главоболки и ми запнаа да направам магнетна снимка на главата. Направив магнетна снимка, буквално отидов само за да ги смирам сите блиски околу мене да знаат дека не ми е ништо и не очекував да ми е ништо. Сватих дека има некаков проблем уште кога завршивме со магнетната снимка. Однесувањата на експертите кои ми ја правеа магнетната снимка беа чудни. Некако го сменаа однесувањето. Пак си реков сигурно е некој минимален проблем, неважен што е лесен за решавање. Наредниот ден веќе се констатираше мојата ситуација, прв го известија Едмонд. Не можеа мене да ми го соопштат истото. Не ми соопштија ништо во Битола, не ми кажаа ништо конкретно. Ме испратија во Скопје. Во Скопје чекавме 24 сати за непримат. Седнавме во канцеларијата на докторот, асистентот. Веднаш ја констатира мојата ситуација, ми кажа: Александра, имаш тумор. Туморот се наоѓа на левата страна, е со големина на јајце. Најверојатно е бениген. Никој не ми кажа конкретно дали е бениген или е малиген, затоа што тоа се констатира со сигурност од која ќе се извади и се носи на некои испитувања и тогаш можат со сигурност да ти кажат каков бил туморот.
Повеќето можеа да констатираат дека е бениген, но имаше и такви кои не беа сигурни во истото. Ми кажа дека е на многу лошо место, опфаќа многу од виталните функции, како што се вид, од слух и така натаму, и дека има голем ризик тешка операција и дека има голем ризик операцијата да не заврши успешно и да не се извади целосно или воопшто да не се извади туморот. Јас само го прашав, ме интересираше кој е ризикот. Тој ми одговори, ризикот е смрт. Јас имав 29 години, се ми беше нормално, си имав среќен, фин живот, пријатели, семејство и се тоа. За недела две полнев 29 години, требаше да славам роден ден и од никаде ми кажуваат дека голема веројатноста да не ја преживам операцијата и дека имам тумор. Тоа беше многу тешко за прифаќање. Така ми требаше 24 сати за да го прифатам тоа и да сватам што ќе се случува понатаму во животот со мене. Но тука беше Едмонд, тука беа сите да ми помогнат да го пребродам се тоа. И не застанавме тука, отидовме на неколку прегледи, отидовме во приватни клиники, кај сите доктори неурохирурзи во Македонија. Немаше некој кој не ме прегледа, кој не ги виде снимките. Многу нив кажаа дека операцијата е тешко да се изведи во Македонија и дека најверојатно ќе треба да се оперирам некаде во странство. Ми понудија помош за да се оперирам во странство, ми предложија доктори. После тоа се објави видеото на Инстаграм, исто ми предложи луѓето кои ме следат, ми предложија кај кој доктор би требало да одам. Се тоа го пратеше мојот сопруг, тој ги запишуваше контакти, докторите, јас немав никаков допир со Инстаграм и социјални мрежи, оставив се на нив. Ги извадивме неколкуте контакти кои сметавме дека треба да се посетат, но јас одлучив дека треба да се правам операција тука. Јас сум многу си ја сакам државата и кога веќе треба да умрам, си реков сакам да си умрам во својата држава, сакам да идам блиску до мајка ми и татко ми. Мајка ми и татко ми се уште немаа пасоши, не можеше да дојдат било каде по надвор од Македонија, така што си реков операција да ги си ја правам тука по секоја цена, сакам да си бидам тука и да ми се случи нешто, сакам да умрам во мојата држава, не сакам да умрам на друго место. Така бев малку немав многу голема надеж затоа што и никој немаше голема надеж од страна на докторите. Нема доктор што ќе ви каже дека таква операција ќе ја преживеете и дека ќе помине сега го што треба. Нормално плачев 24 сати, не може да сватам зошто мене. Јас немав апсолутно никаков пример на кој му се случило истото и кој успешно го поминал истото. Ми требаше доста време да прифатам. Јас, тоа ми е најголема мана, кога имам некаков проблем и кога ми е тешко во животот, се изолирам од сите блиски. Ги тргам сите блиски настрана затоа што не сакам да патат заедно со мене. Така беше и со овој случај, се тргнав настрана од сите. Ме немаше долго време. Ме бара другарките мислам дека беа останати пред врата само да дојдат за да ме видат. По 3-4 дена мислам дека сватив што се случува и си ја прифатив судбината, си реков ако Господ сакал јас да умрам на 29 години, тогаш јас нема што да правам со тоа, можам само да си ја прифатам судбината и да си заминам среќна и насмеана како што ме знаат сите и да не ги разочарам блиските и да не ги растажувам блиските. Така решив да си го прославам 29-тиот роден ден со пријателите, со родителите, со дедо ми. Сите заедно, среќни, насмеани, се испосликавме, си снимавме видео кој ќе ни остани за спомен, сакав да имаат нешто што ќе им остане од мене. Иако го имам снимано од секој нивни чекор, имаат доста материјал за да не ме заборават, но така си го прославив роден денот среќна и на 5-ти ми беше роден ден, на 10-ти беше закажана операцијата. Како се одлучивме за Солун? Имаше доста предлози за докторот во Солун. Јас, како што кажав, сакав да се оперирам во Македонија, не сакав на друго место никаде да се оперирам, но бевме на преглед и во Солун, така што докторот беше доста убедлив. Ниеден доктор не може да ви гарантира дека ќе го преживеете,
ќе преживеете таква операција и дека се ќе биде како што треба, но некако беше полн со знаење и сигурен во тоа што го прави, така што одлучивме сите заедно дека операцијата треба да ја правам во Солун. Плюс беше доста блиску нас од Битола, ние 2 сати, исто како Скопје, така што мене ми одговараше повеќе да е Солун отколку во некоја друга подалечна држава која беше предлог од страна на докторите и останатите. Така се одлучивме за докторот, не сгрешивме во ниеден момент. Операцијата помина успешно, траеше неколку сати, 4-5 сигурно. Првото нешто кога се разбудив, затоа што се претпоставуваше дека ништо нема да е како планирано, дека најверојатно ќе ми се оштетат некои витални функции. Првото нешто кога ги отворив очите беше дали знаеш која си? Да, Александра си. Кои ти се родители? Заљубена си во Едмонд? Добро, се тоа го знаеш, сега мрдни ја ногата. Прво ја мрднав ногата, видов дека ми мрда ногата, после видов дека ми мрдаат рацете и си реков, добро, Александра, се е во ред, сега само одмарај и чекај да бидеш подобар и да станеш. Беше подолг и потежок процес, ништо не се случува во 2 дена. Ми треба недела дена за да станам од кревет, да го направам првиот чекор. Тешко ми беше и да зборувам, така збор по збор, буква по буква. Тежок беше процесот на оправување, но јас имав силна волја за живот и се борев, многу се борев. По 10 дена ме пуштија дома. Тие 7 дена кои бев дома не се одвиваа како што очекувавме, главата ми оттекуваше од сите страни, дојде до хидроцефалус, така што ние мислевме дека е нормално на почеток, дека нема ништо за загрижување, дека тоа е дел од процесот, но 7-миот ден веќе не можев да ги отворам очите и бев во кома, требаше се бара брза помош. Среќа што успеавме да дојдеме до докторот во недела на полноќ и самиот кажа дека минутите ми се одброени, дека мора да стигнам што побрзо во Солун. Во Македонија не сака да ме оперират затоа што веќе сум била оперирана и веќе еднаш ми беше главата отворена и не сака да преземат таква одговорност и ризик, така што морав да отидам пак во Солун. Се направи втората операција, не бев ни свесна за втората операција, затоа што кога стигнав таму јас веќе бев во кома, не видов ништо, не слушнав ништо, така што бидна и втората операција. Докторот сакаше да даде уште една шанса на мозокот, дека ќе почне да ја исфрла вишокот течност со надворешниот дрен кој ми беше поставен. И ми даде уште една недела шанса. Уште една недела бев на болница. По една недела се направија резултатите и резултатите покажаа дека нема да ми функционира мозокот така и дека треба да се постави внатрешен дрен. Тоа беше најлошата од сите опции кои ми следуваа, посебно за мене. Беше многу тешко да го прифатам тоа дека ќе мора да живеам со уред во главата и во телото, така што тоа ми дојде многу потешко од самата операција, од самото сознание дека имам тумор. Ако по првата и втората операција има волја да живеам и да се борам и сите работи, после третата операција ми згасна и таа малку волја што ја имав, затоа што не само што имав огромни болки, имате странно тело во вас, не може да се движите. Самиот факт дека треба да живееш со нешто што ќе ти го попречува нормалниот тек на животот, до крајот на животот, е малку разочарувачки, да кажем. Ми го поставија внатрешниот дрен, тоа е како апаратче кој е веднаш кој го стават веднаш под кожата и оди од тука во главата се до стомакот каде што се исфрла вишокот течност од мозокот заедно со мокрење. Така што бидна и таа трета операција и мислев дека е крај. Не сакав да се борам веќе воопшто, не сакав да јадам, не сакав да станувам од кревет, воопшто не правев ни вежби, ни било што за да
се опоравам и да напредувам, буквално се претвори во цвеќе, растение и само седев и не правев ништо. За жал, колку и да сакав да ги изолирам сите блиски од се тоа што ми се случуваше, Едмонд и сестра ми мораше да бидат покрај мене цело време, мораше некој да седи со мене во соба и да ми помага, затоа што сама беше невозможно сама да функционирам. Иако 24 сати имаше некој покрај тебе од страна на персоналот на болницата, мораше да има и некој плюс со тебе, така што сестра ми и Едмонд беше првиот дел од процесот со мене во болница, после беше сестра ми. Тие мислам дека го доживеа многу потешко од мене цел тој процес, затоа што јас голем дел од времето не знаев каде сум, што сум и како сум. А тие го видоа се тоа одблиску и беше многу тешко за нив и травматично. Така што си реков тоа е последна операција, нема да има веќе, ме пуштија дома. После тоа многу ми беше тешко, психичката состојба ми беше на најниско ниво, буквално се плашев од секој звук околу мене, се тресев без причина, не знам, не се препознав себе. Јас сум силна личност и многу лесно ги превладувам сите тие работи, а после третата операција мислам дека и таа малку сила и волја за живот што ми беше останата ми згасна целосно и беше многу тешко да се изборам со сето тоа, но благодарение на блиските успеав да се изборам и со тоа и таман си реков се е готово. Дојде до следна ситуација, пак имав главоболка, а после операцијата не е нормално да имав главоболка, така што имав некои главоболки и поради остатоци во главата од операцијата, од зафатот, се затна цревото во главата. Така што мораше да се смени ново и да се отвара главата по четврти пат. Сега јас ви кажувам на мој начин и мој јазик, не знам стручно да ги изговарам сите тие термини, затоа ќе имаме и доктор во емисијата кој ќе ви окаже се тоа. Така што дојде и до четврта операција, помина и тоа, многу беше тешко, посебно третата и четвртата. Јас веќе си имав откажано од животот, си имав откажано од се, само го правев се тоа, прифаќав додам на трета и четврта операција, само ради блиските. Контролите моментално ги правам 2 пати годишно, за 2-3 години ќе се намалат на еднаш годишно. Важно ќе се прават до крајот на животот, затоа што и да се случи и каква и да има промена, ќе може да се спречи на време и да се третира на време. Секогаш има можност да се врати туморот, има можност да се повтори ситуацијата. Ние ќе се трудиме да го избегнеме тоа. Со што може да го избегнеме? Со здрава исхрана, намалување на стрес, иако тоа во денешниот начин на живот е невозможно. Се трудам да ги правам работите кои ме прават среќна, кои не ми носат стрес. Се трудам да се хранам поздраво од претходно, иако не сум тип што се хранел незраво ни пред тоа. Така што гледам да се придржувам до насоките кои ми ги даде докторот, но пак мислам дека се е во рацете на Господ. Јас мислев дека никогаш нема да бидам иста и дека никогаш повеќе нема да бидам нормална. Се тоа си се врати во најдобар ред, дури сум и подобро од претходно, не само што сум добро, но има такви моменти каде што едноставно не можеш да заборавиш на тоа што ти се случило и се навраќаш назад и во моменти кога си тажен и во моменти кога си среќен. Посебно во моменти кога си среќен. Едноставно се фаќаш дека си среќен и дека ти е моментално многу убаво во животот и си викаш ама чекај. Секогаш може да се случи нешто вакво, но многу брзо се враќам назад во колосек и си викам што и да се случи, Александра, ти си сега спремна за се што ќе сервира животот, го имаш покрај тебе Господ, го имаш покрај тебе Едмонд, фамилијата, блиските, така што нема нешто што не можеме да го пребродиме заедно и така си ги намирувам тие моменти кога ќе се вратам назад на болница и на се што ми се случило. Ја споделив цело приказна на Инстаграм затоа што сметам дека оваа судбина ми била доделена мене со причина. Причината е таа што мене ме следат доста луѓе,
па некако мојата приказна и мојот глас стигна до цела поширока јавност. Мислам дека не остана човек во Македонија кој не слушна за мојата ситуација. Јас во тој момент мислев дека сум јас единствена што ми се случило такво нешто, но има доста луѓе. Денес сигурно во неделата добивам по 2-3 пораки, со препораки за доктор, со препораки со искуство и се тоа, така што тоа што споделив се јавно на Инстаграм, мислам дека беше многу хумано од моја страна, затоа што сакам да сум пример за сите кои се наоѓаат во таа ситуација дека има крај на таа ситуација, дека има светло на крајот на тунелот, дека не е се така црно, дека да, многу е тешко, ама поминува. Се во животот поминува. Кога работиш јавна работа, малку е тешко, затоа што многу лесно можат да секој си го сваќа на свој начин нештото кое ти сакаш да го пренесиш на јавноста. Многу тоа го гледа како споделување за сожалување и така натаму, па затоа сакав да го тргнам настрана малку тој момент со спомнување на операцијата и споделување, но сфатив дека јас морам да сум тука за луѓето кои се соочуваат со истото, без разлика што ќе мислат останатите и како ќе гледаат на тоа. Да, на мојот профил веќе нема да споменувам искуства и операција и се тоа, но секогаш ќе бидам тука за луѓето на кои сум им потребна, кои сакаат совет, кои сакаат поддршка. На животот гледам исто како и претходно. Јас од секогаш сум го сакала животот, сум била среќна со мали работи. Не ми се веќе толку важни површните работи како мода, како ќе изгледа мојот Инстаграм профил и сите тие работи. Многу ми е поважно јас да сум среќна, да ми се здрави, живи родителите, фамилијата, блиските, пријателите и тие да се среќни. Многу посрекна ме прават такви работи отколку материјални работи. Да, како и сите луѓе сакам материјални работи, но веќе не ми се толку важни. Поважно ми е сите да се наброи дома, сите да се среќни, а се друго се можеш да си го сработиш, да си го купиш, да си го дозволиш, така што здравието пред се, среќата сопствена и на блиските и ништо друго не е важно. Така, здравието пред се. Ова беше Александра Шијаковска. Александра, уште еднаш од студиото на Телма, ти посакувам многу здрави и да продолжиш цврсто да чекориш во животот обкружена со љубов. Ние продолжуваме понатаму. Во студиото на Телма зборуваме за туморите во мозокот со професор доктор Томи Камиловски, неврохирург од Универзитетската клиника за неврохирургија. Професоре, добре дојдовте. Добар ден, ви благодарам на поканата. Професоре, черепот е тврд, мозокот е мек. Има ли во тој простор место за уште нешто? Вака сега, черепот е една ограничена зона која што го штити мозокот од надворешните влијанија. Во неа има место за мозокот, мозочната течност и крвта која што влегува во мозокот и која што го храни мозокот, а потоа го напушта. Мозокот е со одреден волумен, мозочната вода исто така. Секоја дополнителна секое дополнително нешто кое што ќе го има во предел на главата предизвикува одредени пречки кои што влијае врз работата на мозокот. А дали се чувствува секогаш болка, односно дали мозокот боли? Мозокот е ткиво кое што не боли. Значи, мозочните обвивки се тие кои што ја пренесуваат болката и човекот осеќа болка во предел на главата. Така, некои лица вела дека имале и по 10 години тумор во мозокот, но не почувствувале ништо. Дали ова може би причината за тоа и како може да немаат ниту еден симптом со години? Точно, значи има многу причини за главоболка. Тоа се илјадници. Ние треба како лекари, како неврохирурзи, таа причина да ја најдеме за болка. Најпрвен да направиме еден преглед и да установиме дали е потребно пациентот понатака да подлежи под низа испитувања кои што ќе ни покажат дали пациентот навистина има причина во главата која што може да доведе до болка. Но болката не е специфичен симптом кој што укажува сега во однос на нашата тема дека секако ако би имале ние главоболка
тоа значи дека имаме тумор на мозокот, не далеку од тоа. Секој ден сите од нас во текот на денот или во текот на месецот сигурно ќе имаме главоболка. И тоа не е алармантен знак дека нешто се случува. Но да, хронична болка во главата може да биде, може да го натера човекот да се јави на лекар, најлесно на матичен лекар, а потоа да превземе некоја друга иницијатива која што ќе доведе до вистинска дијагноза и вистинска терапија. Кој е главниот карактеристичен симптом за тумор во мозокот? Туморите на мозокот може да бидат на различна локализација во предел на мозокот. Секоја локализација има своја карактеристична симптоматологија. Почнувајќи од носот, значи може да имаме да не може тој пациент да мириса, да има нарушено чувство за мирис. Доколку туморот се наоѓа во локализација на очните нерви, да даде нарушено гледање, односно нарушено да биде видот. Потоа, доколку биде во близина на слушните нерви, да даде зуење во ушите или изгубен слух. Прогресивно во текот на времето да губи слух, мирис, вид и така натака. Потоа може да биде во одредена елоквентна зона која што е одговорна за движење на одредена страна од телото, па така тој да чувствува слаба раката, слаба ногата од истата страна на телото, или пак да има нарушен говор, да не може да зборува, да све да разбира, или пак да не може ниту да разбира, ниту да одговори. Потоа од останатите симптоми кои што може да се јават, може да се јави гадење, повраќање, поспаност, но и епилептичниот напад е чест симптом при појава на мозочен тумор. Значи, епилептичен напад во адултна возраст би требало во адултна возраст треба сигнал? Да биде сигнал дека нешто во главата се случува и дека тоа понатака треба да се доиспита и да се најде причината за тој епилептичен напад. Но сепак би рекол, покрај сите овие страшни симптоми, дека не е ниту матичниот лекар, ниту неврохирургот тој што ќе го примети првиот симптом за постоење на оваа лоша болест, туку фамилијата е таја која што ќе примети промена на однесувањето кај одреден човек во фамилијата, дека тој не е истиот кој што бил пред неколку месеци, значи е затворен, агресивен, плачлив, нерасположен и така натака. Промените во однесувањето знаат да бидат, да го дадат првиот сигнал на фамилијата дека нешто не е во ред со нивниот човек и дека треба тој понатака да подлежи на низ испитување. А тоа е многу порано од настанатиот епилептичен напад или од губењето на одредено сетило. Значи, промена во однесувањето всушност е еден од првите симптоми и како што велите, семејството најблиските забележуваат. Прво кој што го забележува тоа дека тој човек во фамилијата нешто чудно се случува со него. Познати ли се причините кои што доведуваат до појава на тумор во мозокот? Бидејќи ние постојано читаме, користиме мобилни телефони, зборуваме на мобилен телефон, тука има магнетно поле. Дали мобилниот телефон може да биде причинител за појава на тумор во мозокот? Постојат многу причини, експозиција на многу фактори кои што можат да влијаат во настанувањето на мозочен тумор. Конкретно не може да издвоиме од многуте фактори, дека еден фактор, ако човек би бил изложен на истиот фактор во одреден временски интервал, дека сигурно ќе развие мозочен тумор. Со тоа не може да тврдиме, но постојат одредени супстанции, како што се винилхлориди, кои што луѓе кои што работат во индустријата со овој тип на материјали имаат голем ризик да направат мозочен тумор. Исто така генетскиот материјал, односно генетскиот потенцијал, исто изолирани така се гени кои што кои што влијаат проблем? во тоа да пациентот развие мозочен тумор. Сега во однос на мобилните телефони кои што сите ги имаме и Wi-Fi мрежата кои што сите ја користиме, не постојат јасни податоци кои што кажуваат дека овој вид на зрачење доведува до формирање на мозочен тумор. А што е со возраста, со полот? Порано некако се сметаше дека млад човек не може да добие тумор во мозокот. Но еве искуството покажува дека има многу примери. Како бебе, веднаш после раѓање, имаме случаи каде што веднаш после раѓање дијагностицираме тумор на мозокот. Значи во детска возраст. И тој пациент ако направиме проценка дека треба да се оперира, тој тумор ќе се извади. Да, има
Може да ги поделиме во групи туморите. Има тумори кои што се карактеристични само за детската популација, има тумори кои што се покарактеристични за постарата популација и тумори кои што се покарактеристични за одреден пол. Секој тумор има своја карактеристика, некој се среќава повеќе кај машката, други кај женската популација и така натака. Не можеме да ги ограничиме во една група и да кажеме дека мажите се повеќе склони во однос на жените на одредена на одредени мозочни тумори. По однос на она што претходно го кажавте, можам да кажам дека често се случува кај постарите пациенти да воопшто не се свесни дека во себе имаат одреден тумор и да немаат никаква симптоматологија, дури на главоболка. Туку едноставно се случило да работејќи низ домот се удрат и да направат рана на главата. И да, така има одредена симптоматологија која што укажува дека можеби нешто се случува во главата. Како неврохирурзи ние проценуваме дали треба да се направи снимка и често пати овие пациенти подлежат на компјутерска томографија. Од кога ќе направиме компјутерска томографија и кога ќе установиме дека кај овие пациенти нема ништо од таа траума која што се здобиле, но има нешто друго, тумор, кој што сигурно го носеле на нас за долги години и овој тумор има место за него заради тоа што нивниот мозок е смален во однос на волумен, со текот на годините мозочниот волумен се намалува, а тоа овозможува да ова туморско ткиво полесно расте. Да биде заедно со здравиот мозок. Најчесто се работи за бенигни тумори, кои што често пати се одлучуваме да ги следиме и не подлежат под хируршки третман. Како ги диагностицирате туморите во мозокот? Секогаш правите магнетна резонанца? Има ли тумор маркери за тумори во мозокот? Дали може со некои крвни анализи да утврдите дека пациентот има некој... Најпрво им правиме клинички преглед, односно невролошки преглед, на кој што одредуваме дали сите нерви кај тој пациент се во функција. Дали има знаци дека има нешто кое што укажува дека може и за тоа да се крие некоја патологија. Потоа се одлучуваме да направиме компјутеризирана томографија. Доколку се сомневаме дека пациентот има малигна болест и дава историја дека има малигна болест на кожата, малигна болест на белите дробови, ние се одлучуваме потоа да направиме снимка. Најпрво им правиме компјутеризирана томографија, обично таа е со контрастни средства за да тие тумори бидат видливи. Од кога ќе се диагностицира дека навистина постои туморска маса во мозокот, ние понатака се одлучуваме да направиме магнетна резонанца, која што е далеку со подобар квалитет и имаме подобра слика за тоа каде се наоѓа туморот, во каков сооднос или дали во себе содржи некои крвни садови или пак каква реакција прави мозокот на самиот тумор. Тоа е многу важно за да ние дадеме терапија и да се одлучиме дали понатака ќе превземеме некој поинвазивен чекор и кој од начините на кој што може да биде изведен туморот ќе го одбереме за да го оперираме пациентот. Претпоставам, докторе, кога ќе добијат пациентите диагноза тумор на мозок, веднаш прашува дали е малиген или е бениген. Можете ли врз основа на снимката да поставите таква диагноза? Како една општа класификација, нели туморите може да ги поделиме во две големи категории. Едната е примарни тумори кои што започнуваат со раст и развиток од мозочните структури, а друга е група на тумори кои што е многу голема бројна заради тоа што има многу органи кои што испраќаат метастази во мозокот по крвен пат, тие се вгнездуваат во мозокот и започнуваат да растат. Кога ќе направиме снимка и врз основа на локализацијата на промената која што се наоѓа, возраста и информациите кои што ќе ги даде пациентот за одредена друга болест, ние може да знаеме од прилика за каков тип на тумор станува збор. Некогаш пациентите ќе речат фала Богу бениген тумор е, но доколку е лоциран на лошо место во мозокот, во некој длабок дел, недостапен, дали тоа длабоко ја комплицира ситуацијата? Точно. Тоа се големи проблеми прави големи проблеми за неврохирургот. Лошата локализација, која што каде што има витални елементи,
кој што е невозможно тие витални елементи да се жртвуваат и да се извади во целост тој тумор, заради тоа што штетата која што би се направила од тој начин на работа би била многу поголема него од тоа да се остави еден дел од туморот кој што е невозможно да се извади. Значи може да оставите дел од туморот. И при тоа истиот да се следи. Редовни контроли на кои што ќе се мери туморот и по земените мерки ќе се одлучи дали тој расте, стагнира или пак ќе се одлучиме на друг, ако не е за операција, да направиме можеби еднократно зрачење. Во кој случај се одлучувате веднаш да направите хируршки зафат, а кога велите ќе чекаме и ќе следиме? Сето тоа зависи од состојбата на пациентот. Ако се работи за малигна болест и ако се работи за состојба во која што пациентот е тешка, тогаш не чекаме. Веднаш го атакуваме туморот, веднаш го оперираме пациентот и потоа продолжуваме со постоперативната медикаментозна терапија. Можеби пациентот ќе го сместиме во интензивна нега, па ќе се одлучиме да тој биде некое време во вештачка кома, па потоа да даваме лекарства, па потоа да почнеме постепено со будење и така натака. Значи постојат различни типови на тумори, на различна локализација, за различни возрасти, кои што кажуваат колку е хитно и колку агресивно треба се нападне одреден тумор. Ве прашуваат ли пациентите, кога ќе им кажете дека треба да се направи хируршки зафат, за ризиците? Се обидуваат ли да најдат некое друго решение? Велат ли може ли да се причека или да се преземе нешто друго, за да не се отвара главата? Кога ќе се соопшти на фамилијата или на еден пациент дека се работи за болест, за туморска болест, значи во мозокот, тешко ја прифаќаат. Не е така едноставно да се соочите со таква тешка болест, имајќи во предвид дека мозокот ја има контролата врз целото тело. Има голем број на компликации. Најтешката, мислам, компликација која што никој не ја посакува е да пациентот лошо заврши, да почине. Тоа е за агресивни тумори кои што се длабоко, за пациенти кои што не се дојдени на време, а бараат ургентно да истиот тумор се реши, може да заврши лошо. Но ако се на време откриени туморите, ако се тумори со добра прогноза, има голема веројатност доколку се извади комплет туморот, пациентот за секогаш да биде здрав. Како изгледа процесот на операција? Дали секогаш е неопходна анестезија? Има ли состојби каде што е подобро пациентот да биде буден? Нашите хируршки интервенции се одвиваат во општа анестезија, во целосна. Збориме за мозочните тумори, има секој тумор, значи во зависност од локализација има и таква подготовка. Значи имаме посебни држачи за глава кои што овозможуваат специфични позиции, користиме микроскоп за да биде тоа све прецизно, микроинструменти за да биде тоа све нежно, да не се повреди ниту еден нерв, да не се повреди ниту еден крвен сад, со цел да се извади туморот безбедно. И на тој начин да му овозможиме на пациентот непречено постоперативно, значи да се функционира без одреден невролошки дефицит. Може да се случи, значи тумори кои што се наоѓаат на незгодна позиција, да се одлучиме истите да ги лекуваме конзервативно, дали со зрачење, дали со следење, дали медикаментозна терапија и така натака. Доколку се зрачи туморот, дали тој целосно се повлекува и доколку се врати, постои ли можност потоа тој тумор да се оперира? Подобро е, значи иницијално нашите пациенти, туморите на мозок, што збориме за малигните тумори на мозок, за кои што е неопходна зрачна и хемотерапија, подобро е најпрвин да подлежат на хируршки третман. Заради тоа што зрачната терапија и текако ја менува анатомијата на мозокот и е доста потешка операцијата и понеизвестна во однос на тоа како било претходно. Доста од пациентите на своја одговорност знаат да започнат прво со зрачење и кога ќе видат дека туморот е во иста димензија или минимално се намалува, да
да побараат или пак се влошува пациентот, да побараат помош од неврохирург и тогаш да бараат можност за оперативен третман. Сепак би препорачал да биде прво оперативен третман, да прво туморот во максимум колку што овозможува полето да се извади, а потоа да се оди на онколошка терапија, но тоа све зависи од типот на туморот. Што е со оние современи пристапи за операција на туморот во мозокот без отварање на черепот со гама нож? Тоа е во кој случај се применува тоа? Тоа е за посебна, тој апарат за жал во нашата земја го немаме и принудени сме за тие тумори да пациентите ги испраќаме на лекување во странство. Постои посебна група на тумори кои што е возможно да се лекува на овој начин и е благодарна заради тоа што туморот ќе се намали, нема да прогредира и може и да исчезне за одредени промени кои што се во мозокот, да, може, но во моментов кај нас за жал тоа го нема и ние се одлучуваме дали за оперативен третман или пак тоа да биде на онколошката клиника. Колку чести се компликациите после операцијата на Во зависност од зоната, компликациите може да бидат ако е туморот на мирисните нерви, да го изгуби сетилото, пациентот да го изгуби сетилото за мирис и воопшто да не може да мириса во иднина. Потоа ако се наоѓа на еден од очните нерви, да го изгуби видот на тоа око во потполност или пак доколку туморот се наоѓа во зона на движење на екстремитетите, тогаш да настане тој да си изврши својата работа, да направи деструкција на мозокот во таа зона, да биде пациентот предоперативно слаб, ние со вадење на туморот не може да ја вратиме таа страна од телото, бидејќи туморот си го оштетил тој дел од мозокот. Може да се јават постоперативни епилепсии, може да се јави хидроцефалус, насобирање на мозочна вода во главата, за која што понатака може би е потребна интервенција да се направи нова. Можни се голем број на компликации, можни се инфекции на самото поле и смртен исход, кој пак ќе кажам дека е мал процент. Слушнавме пред малку од интервјуто со Александра дека понекогаш се става дрен за да се издренира, да се отстрани мозочната течност? Течност. Мозокот создава мозочна вода. Таа мозочна вода има своји патишта и има своји цистерни, во кои што резервари, во кои што таа но природно се чува, циркулира и организмот ја абсорбира и во еден природен процес на затворен круг постојано се создава и еднакво се ресорбира. Кога ќе настане пореметување во ресорбција или пак во создавање на оваа вода, да таа енормно се создава или пак имаме нарушена абсорбција или пак имаме обструкција на движењето на водата како резултат на постоење на мозочен тумор кој што застанал на патот на движење на оваа вода, настанува насобирање на мозочна вода или позната под хидроцефалус. Ова е ургентна состојба и оваа состојба треба брзо да се реагира. Немаме тука многу време да ја одлагаме или пак да следиме. Треба акутната форма на хидроцефалус се третира, се диагностицира најпрвен со клинички преглед. Пациентите честопати се жалат дека повраќаат, дека не може да јадат, дека се доста поспани, може да се јави епилептичен напад, дури во болница да ги донесат во кома. Кога ќе направиме снимка на која што ќе видиме дека има значително големо количество на вода во мозокот и истото врши притисок на мозочното ткиво, ние се одлучуваме таа вода да ја извадиме, тоа го правиме оперативно преку пласман на катетер кој што влегува во мозочните комори и го поврзуваме со специјална валвула која што го регулира притисокот на оваа вода и истата се пренесува подкожно до стомакот каде што се внесува меѓу цревата. Докторе, постои ли начин да се превенира оваа болест? Да се превенираат мозочните тумори? Да. Не постои ниту една, барем за сега не постои ниту една алатка со која што ние може да направиме превенција. Често пати се случува да пациенти дојдат со симптоматологија, дали да е едната страна слаба, послаба од телото или пак трне, или да се јави епилептичен напад, да се направи компјутерска снимка на која што
ќе се установи дека е нормално, дека нема ништо. Тој тумор е толку многу мал, од неколку милиметри. И не се гледа. И тој на таа снимка не се гледа. Доколку пациентот се помири, односно лекарот му препорача да направи магнетна резонанца, а тој не ја свати работата сериозно, може да ова го остави и да се врати за 2 месеци и да дојде со тумор енормно пораснат. Значи има тумори што многу брзо растат. Да, има тумори кои што многу брзо растат и покрај тоа што ние ќе направиме хируршка интервенција, туморите знаат за неколку месеци повторно да се вратат, но со онколошката терапија и со зрачењето ова може да се пролонгира до година, до 2, но има и некои од пациентите кои што имале малигна болест и кои што комплетно се излекувани и живеат повеќе години. Но има и бенигни тумори кои што многу споро растат. Точно. Со години. Со може години, да имаме 10 години, 15 години тумор во мозокот и да не почувствуваме. И да се следи, и да се може и да се следи истиот, да не даде никаква симптоматологија, чисто се јавиле иницијално заради одредена работа сосема друга и се открил туморот и они да знаат дека имаат тумор, да им е тоа посочено и да се договорат дека тоа треба да се јават овие пациенти на редовна контрола и во наредниот период, во наредните години, на секоја година да прават магнетна резонанца и да го следиме туморот со тоа што секоја, доколку би процениле дека туморот расте, ја менува формата, тогаш сигурно би предложиле дека може да го извадиме. Претпоставам дека голем шок кога пациент ќе добие неочекувано диагноза тумор во мозокот. Претпоставувам и дека треба да настапите и како психолози во тој момент. Да, тешко е да се соопшти на пациентот дека се работи за дека има нешто во главата кое што треба понатака да се извади за да се докаже дефинитивно и за што станува збор. Тешко го прифаќаат и пациентите. Ние имаме посебен начин на кој што тоа го правиме и на кој што тоа го соопштуваме. Се разбира со помош на фамилијата, за што помалку да биде болно, она што веќе го има во глава, што помалку болно да го прими пациентот. И последното мое прашање во денешната емисија се однесува на процесот на рехабилитација. Важно ли е тој да започне веднаш по операцијата? Да, веднаш за кратко време после кај нас во нашата клиника пациентите кои што ги оперираме од мозочни тумори, за кратко време ние ги вертикализираме. Имаме наши физиотерапевти кои што изведуваат физикална терапија, доколку е возможно, веднаш ги стануваме и ги раздвижуваме низ нашиот одел, доколку не е возможно, тоа го правиме во кревет. Сега понатака важно е да се следи. Многу е важно состојбата да се следи и да се дадат насоки на пациентот доколку се случи одреден симптом, доколку се јави, дека тој симптом е знак дека треба да се јави веднаш на лекар во било кое време. Главоболка ако се јави, веќе тоа е проблем? Па не баш главоболка, ама доколку се јави епилептичен напад, доколку се јави поспаност, доколку се јават обилни повраќања, доколку раната која што е оперирана започне да тече или да се јават знаци за инфекција или доколку пациентот ја изгуби едната страна од телото, а претходно му била добра, има нарушување во говорот, а претходно говорот бил зачуван, тоа е знак дека пациентот повторно треба да се јави на преглед, а тоа сигурно ќе побара и повторно да се направи нова снимка со која што би се утврдило дали тој тумор кој што претходно сме го оперирале расте или пак стагнира, или причината е пак кај мозочниот едем за појава на оваа симптоматологија и при тоа со медикаментозна терапија да тој едем спласне. Можете ли со сигурност кај пациентот да кажете како ќе се развива постоперативниот период? За одредена локализација и за одреден тип на тумор, да, може да кажеме дека пациентот треба да се води до одредени насоки, кои што ќе му ги дадеме ние како неврохирурзи. Но заедничко за сите е да водат редовни контроли, здрав живот и да избегнуваат директна изложеност на сонце, заради тоа што тоа може да направи додатни компликации. Значи здрав живот и избегнување на сонце кај оние кои што се оперирани од тумор на мозокот. Да. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Ви благодарам. За убавите појаснувања на оваа тема. Ви благодарам и на вас. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.